одиме со часот за третоделенците по математика. За второделенците. За второделенците, извинете, часот Добар ден, прво дечиња, се представам, јас сум моделински наставник Оливера Божинова. Доаѓам од основното општинско училиште Димитар Македонски. Оваа прилика ја користам да ги поздравам колегите од Димитар Македонски, како и првачињата мои од прво Б, кои што многу ме недостасуваат во овој период. Денеска ќе работиме една содржина, Ана Ицвајнштајн, за геометрија и решавање проблеми. Тоа е содржина од темата, реков геометрија, мислев и решавање проблеми, инаку содржината ни е симетрија кај 2D формите. Прво да видиме што треба да научиме денеска. Значи денеска прво треба да научиме дека формите, значи да научиме што е тоа оска на симетрија. Потоа треба да научиме што е тоа симетрија и да знаеме како да одредуваме симетријата. Сега, јас за овој час сакам прво да повториме. Донесов 2D форми. Ке може да ги повториме? Се разбира. Кругче? Кругче, така. Ова не е? Квадрат. Квадрат. Коцка е 4. Ајнштајн. Квадрат. Јас грешам. Ова знаеш. Правоаголник. Браво, одлично. Одлично. И триаголник. Триаголник. Сега јас ќе побарам од вас мала помош да ми помогнете да ги преклопите на половина овие 2D форми, да изберете и да видиме што ќе добиеме. Може? Може. Ајде да видиме што ќе добиеме. Да ги преклопиме на половина? Да, и да видиме што ќе добиеме. Ајде. Дали? Добро. Добро. Јас веќе ги преклопив. Еве само да ги покажам, да ги видат децата. Ова беше квадрат. Така. Што добивме, Ана? Што забележуваш тука? Што добивме? Тука добивме четириаголник. Четириаголник, но што добивме? Две исти половини. Така. Што можеме да кажеме за овие форми? Дека ни се еднакви. Дека ни се еднакви или ни се симетрични. Ете така. Значи истото го добивме и кај кругот, и кај квадратот. Јас овде сгрешив изгледа. Сгрешите како Како се прави сега? Сгреши, еве јас ќе ти помогнам. Значи кај триаголникот, кај овој триаголник, да видат кај овој триаголник дечиња, оската на симетрија ќе ни биде вака на половина. И сега добивме два еднакви Два триаголници. еднакви дела, значи кои што се пресликуваат како лик во огледало. Сакате да научите што е тоа симетрија? Секако. Ицвајнштајн? Еве, мислам дека полеку учам. Да, ајде да забавно. видиме сега, внимателно. Гледај, кога две половини од една фигура се пресликуваат, односно се пресликуваат како лик во огледало, тогаш велиме дека таа форма е симетрична. Може да повториме? Значи, кога две половини од една фигура се пресликуваат, односно се преклопуваат и се пресликуваат како лик во огледало, велиме дека таа форма е симетрична. Значи, тука ќе заклучиме дека 2D формите нас не се симетрични. Така. Сега, секоја форма што велиме дека е симетрична има и оска на симетрија. Ајде да видиме. Значи, линијата што ги дели, таа е ова линија, што ги дели двата еднакви дела се вика оска на симетрија. Значи, еве ќе погледнеме срцето овдека, ни е поделено симетрично. Оската на симетрија може да вратиме само назад. За назад има малку. Не. Знам. Еве. И уште еднаш. Тука сме. Значи, оската на симетрија, дечиња, ќе научиме дека секогаш се црта со испрекинати линии. Значи да запомните дека оската на симетрија секогаш се црта со испрекинати линии. Добро. Сега одиме понатаму. Еве, јас не ја нацртав на моето кругче со испрекинати линии, вака? Одлично, Ана, одлично, браво. Имате подоцна и прилика да одредите оска на симетрија. Одлично. Кај форми. Имам и таков час, подоцна ќе погледате. Дел од часот. Интересно. Сега да видиме тука. Тука што забележуваме? Што забележуваме? Овие форми какви ни се, Ицвајнштајн? Симетрични. Симетрични. Сите ни се поделени
со оска на симетрија, така? Но не е со испрекинати линии оската. Добро, сега тука тоа е намерно направено за да може убаво да се воочи, иначе токму така дека не е со испрекинати линии, значи треба да запомниме дека секогаш кога се одредува оската на симетрија е со испрекинати линии, токму така. Ете така. Сега, значи заприметуваме тука дека овие форми сите ни се симетрични, значи правоаголникот, стрелката, кругот, квадратот и таа звездичка на Не крај. се гледа убаво. Звездичката не се обидам. Супер. Одлично. Сега, сакам нешто да забележите. Погледнете асиметријата кај правоаголникот, кај квадратот и кај кругот. Што забележуваме? Квадратот и кругот. Правоаголникот, тука забележуваме дека е со хоризонтална симетрија, така? Квадратот не е со хоризонтална, тука со кругот не е со вертикална. Но што мислите? Ме интересира една работа. Кажете ми, што мислите, дали може да се повлече и друга оска на симетрија кај овие форми? Па јас мислам дека може да се повлече тука вертикална, Одлично, Ана. Одлично, браво. тука хоризонтална, Само така, хоризонтална? И тука вертикална. Па тука може еден куп оски на симетрија Одлично, Ана. бидејќи кругчето од сите страни исто, Токму тука така. не може, бидејќи Не може, нема да ги дели подеднакво на две идентични половини, токму така. И тука исто, не. И таму, не. Тука. Сега, токму така, идеме на следниот слайд и ќе видите точно е тоа што го кажавте. Еве, гледаме сега дека кај квадратот можеме да добиеме вертикална оска на симетрија, можеме да добиеме хоризонтална оска на симетрија и диагонални оски на симетрија. Како и да го преклопиме, ќе видиме дека има еднакви половини. Сега дојдовме кај триаголникот. Кога станува збор кај триаголникот, доколку е рамнокрак, имаме само една вертикална оска на симетрија. Доколку е рамнокрак. Тоа значи доколку има два еднакви крака. Тогаш имаме само вертикална оска на симетрија. Но, ако е рамностран, имаме повеќе. Така, тогаш имаме три оски на симетрија. Вертикална и диагонални. Исто и кај правоаголникот. Кај правоаголникот тука имаме исто вертикална и хоризонтална оска на симетрија. Кога сме више кај кругот, рековме дека можеме да повлечеме безброј оски на симетрија, можеме да го превиткаме и вертикално, и хоризонтално, и диагонално. Значи, кај кругот можеме да повлечеме како? Безброј оски на симетрија. Ете така. Одиме со наредниот слайд. Значи, симетријата ја има насекаде околу нас во природата. Значи, ја имаме, како што кажа, во природата, еве гледаме овие два лебедини се симетрични, ако ги поделиме се на вертикална оска на симетрија, ќе добиеме две еднакви половини. Ги имаме кај градбите, кај архитектурата. Што заприметуваме овдека, Цвајнштајн? Ако оваа структура е поделена. Се криеш некако во позадина? За да може да гледаме вака сите. Може има една вертикална оска на симетрија, бидејќи двата дела од лево и десно ќе би биле исти. Така, токму така, вертикална оска на симетрија имаме, значи и кај оваа пеперутка. Сега, јас имам една, да видиме, Цвајнштајн. Сега имам една задача за вас. Ана, ајде да те активирам, некако си многу скриена позади. Значи вака, јас сакам да согледате вие кои од овие форми овдека не се симетрични, Ана. Може ли да одредиш? Јас мислам дека бубамарата не е симетрична. Ајде погледни во очи во убаво. Не е симетрична бидејќи различни се ноџињата. Да. Значи ево овдека ова пипче е различно на бубамарата. Меѓутоа, оваа пеперутка има оска на симетрија. Токму така, Ана, одлично. Вовчето тоа таму нема оска на симетрија. Благодарам, Ана. Ти благодарам, одлично од тебе, одлично воочуваш. Цвајнштајн, ајде на тебе сега редот. Да најдеме симетрија. Па мислам дека можеби овде може да се најде оска на симетрија со двете пеперутки. Не сум сигурен, но мислам дека можеби. Ајде уште еднаш погледни. Еве ќе погледнем уште еднаш. Дали се симетрични? Тие се, ама не е симетрични. Тие се. Пеперутките се симетрични. Ама не е стебленцето. Не е стебленцето, одлично, Цвајнштајн. А овој лист? Исто не е баш ист.
Не е подеднако вис. Не би Значи, можел да- симетрична ни е од овдека само Само пеперутка? пеперутката, одлично од Цвајнштајн. Другите форми не се симетрични. Не. Токму така. Можеме да влеземе во вовчето и да најдеме симетрии во секој посебен дел. А, така, значи, Да. вовчето не ни е нас тука симетрично. Да. Сега, да погледнеме. Јас за вас подготвив една задача. Реков Одлично. ќе го интегрирам часот со часот по македонски јазик, по мајчин јазик. Може. И сакам да одредиме симетрија кај буквите. Може. ли? Ајде да се обидеме. Кој ќе Одлично. биде прв? Може јас? Ајде, повели, нема На Ф. проблем. Дури буквата самата има обиди се да одредено. земеш еден линијар, Линијар. да пробаме да одредиме оска на симетрија. Еве имаме токму Многу е 9 дебел. букви. Ама еве вака, мислам дека. Дали Еве на- имаме едно фломастерче да му помогнеме на Имаме, Цвајнштајн? еве, фломастерче. Одлично. Повели Ајде. Цвајнштајн. Повели Цвајнштајн, Дали ајде. пишува? Ќе пробаме. Ајде, да видиме. видиме. Еве. Цвајнштајн научил одлично. Значи, со испрекинати линија обележува Ха. оската на симетрија. Браво, Цвајнштајн. Сега да видиме што мислиш, Цвајнштајн. Дали само ваква оска на симетрија кај буквата Ф ќе добиеме? Кога ќе ми постават вакво прашање, знам дека има уште еден одговор. Секогаш е Пробај да јасно те тоа. поттикнам да размислуваш. Еве сега, како ми кажавте веднаш во очив, Така. да, еве и втората оска. Одлично, одлично. Малку подолу, Малку е меѓутоа е погоре, ја горед. ставив, Не е страшно, одлично. И четворка е доволна за мене. На крајот од часот ќе ве оценам. 4+. Ќе ви кажам на крајот од часот. Цвајнштајн, Да. ајде да видиме да се обидеме уште кај една буква да најдеме симетрија. Ајде. Да видиме каде ќе пробаш да... Кај која буква? мој Ајде кај изборот. буквата С. Обиди се. Во ред, кај Ајде. буквата С. Кај буквата С само на средина, само тука. Само овде. Одлично, Цвајнштајн. Само овде. Ете така, тука. Буквата С ние тука со една уска на симетрија. Ана. Може јас, Ма како не може, ајде, Ана. И добро дека Сега ве си го смени најде- тоа. Да, може портокалов или некој потемен. Ајде потемен, евентуално, и јас за да- би рекла потемен, подобро ќе биде. Еве, цр. Јас сакам на Х да ја најдам оска на симетрија. Ајде, Ана, може, одлично. Еве, првата би била на средина, тука е со испрекинати линии. Еве. Одлично, одлично, Но Ана. има уште една оска на симетрија, Одлично. таа е хоризонтална. И овде е лесно да се определи бидејќи ги имаме точките Одлично. од оваа косина до ова и од оваа до оваа. На Х е стварно лесно да се определи оската на симетрија. Така, така, така. Одлично, Ана. Браво за тебе. Да видиме дали можеме на која друга буква ќе се обидеш да повлечеш оска на симетрија. Може на А. Ајде, секако. Каква оска на симетрија ќе повлечеме, Ана, кај ја? Овде ќе е вертикална оската Одлично, на симетрија. вертикална. Добиваме две еднакви Делови. половини, Половини, така, да. кои што се пресликуваат, така, една наспроти друга, како лик во огледало, токму така. Ете. Одлично. Може на осеа да најдам оска Ајде да на видиме симетрија. кај О каква оска на симетрија ќе има, Ана. Што мислиш? Па на О ќе има како во кругчето. Ќе има милион оски на симетрија. Па добро, ќе имаме, значи првично кај О ќе добиеме вертикална и хоризонтална. Ама не е оска. правилно. Не, бидејќи Не е ќе крукче. така, не е крукче, значи ова е елипсовидно, односно издолжено. И ќе добиеме кај О ќе добиеме вертикална и хоризонтална оска на симетрија. Може да ја напишам? Ајде, секако. Па може после. Тука Одлично. имаме една. Така. Одлично, Ана. Да видиме уште колку ни останаа букви кои што ни одредивме. Уште. Ја имаме Ш, М, Е и В. В. Ајде. Уште две за Цвајнштајн и уште две за Ана да одредиме. Во ред. Одлично. Може Е. Ајде, да видиме каква оска на симетрија имаме кај Е. Хоризонтално. Хоризонтална, токму така, Цвајнштајн. Тука насред Е. Така. Ајде обиди се кај буквата В, Кај Цвајнштајн. буквата В. Па мислам дека на истиот начин ќе го направиме. Исто тука.
Оп, А, не. сигурно? Едното горе е помало. Едното горе е помало. Така, треба да забележиме, затоа реков стоп. Стоп. Значи, Значи кај нема. буквата В не е симетрична, не можеме да повлечеме ниту една оска на симетрија. Цвајштен, ете така дечиња. Многу сакам вакви задачи каде што има и трик прашање, многу ги сакам. Чекај, Така. остана М и Ш, така? М и Ш, ајде Ана, да се обидеме. М ќе биде вертикална. Одлично. Оската на Добиваме две еднакви половини. Да, две, Еднакви две. половини, одлично, а кај Ш? И кај Ш исто на половина, така? Одлично, така. Да. Имаме и таму вертикална оска на симетрија. Ете, малку. Значи треба да забележуваме и да внимаваме, нели Цвајнче? Полека, не треба да заклучат Сега, се јас да имам одиме. и една домашна тука задача за нашите дечиња. Одлично. Значи, домашната задача што ќе ни ја зададам на дечињата ни е да ја допишат симетријата во своите тетрадки по математика, значи со помош на квадратчињата да ги довршат формите. Значи да бидат така, за да бидат симетрични. Значи тука имаме една звезда која што треба да ја довршат, да ја довршат за да биде симетрична. Имаме кукичка, исто така, значи како ќе биде едната половина, така да биде да се пресликува и од другата страна. Да се симетрични. Така. Сега внимавајте, овдека. Ако внимаваме на оваа половина, треба да внимаваме дека имаме оџаче, така? Значи имаме врата со квака. Треба да се отслика и од другата страна, да внимаваме на симетријата. Тоа ќе биде домашната задача за нашите дечиња од малите екрани. Одлично. Сега дали може ние да повториме уште еднаш што беше тоа симетрија? Симетрија, кога Една форма форма се пресликува во две еднакви форми како кој во. што една форма која ќе ја поделиме подолж на Долга оската беше. на симетрија, ќе ја преклопиме, добиваме две еднакви форми кои што велиме за таа форма дека е симетрична. И значи секоја форма која што велиме дека е симетрична има и оска на симетрија. Токму така. Цвајнштен, за четворка. За четворка? Добро, ајде Ана, една убава петка за денеска. Штребар? Продолжуваме понатамо. Може. Ајде. Ние ќе одиме сега со еден голем одмор наставнички за да се одмориме, така Потоа идеме малце. со македонски. И потоа ќе одиме со македонски јазик. Се гледаме.